поред, како дојде идеја за истиот од почетоците, како еволуирал до сега? Па ова е пета година на The Festival, до сега сме имале 4 изданија, кои што беа еднодневни настани, на кои што доаѓаа некои си 5-6 илјади луѓе, значи програмата си беше зипувана во еден ден. Се случуваше на паркингот Гранит и годинава го имаме Ману Чаул Авентура бендот и решивме дека е греота да го спакуваме фестивалот во еден ден, па се договоривме да го расплиниме на 3 дена, да ја наполниме програмата колку што е можно повеќе, да и конечно да поставиме фестивалски камп. Годинава имаме 3 сцени, значи главната сцена која што повторно ќе биде на паркингот Гранит, која што ќе има програма од 8 вечер па се до 2-3 сабајле, освен последната нот кога привршуваме околу 1 саат. Во кампот имаме уште еден, да речеме, алтернативно акустичен стејдж и еден DJ стејдж кој што ќе биде задолжен за некоја си, ајде да речеме, after party програма. Како ќе се делот да дојде? Значи, има еден ден за главна сцена со погледни изведувачи или? Не, вака сега, за да има анимација во текот на целиот ден, на вториот стејдж, што ти го зборам во кампот, имаме програма од 12 до 6, значи од 12 до 18 таму имаме програма, на која што ќе настапат, наскоро ќе објавиме и деталната програма со се саатница, за сега знаеме дека ги имаме Джун, Брука Бенд, ги имаме Оратница од Бугарија, ќе се наредат уште многу, значи ја наполнивме програмава од 12 до 18 во стејџот на стејџот во кампот, а потоа од 8 вечер, значи од 20 почнува програма на главниот стејдж, така да понуде има од 12 до 3 сабајле. И се е тука на 5 минути пешачење. Значи кампот ми е оддалечен од главната сцена некои 5 минути пешки, така да не е проблем да си се дислоцираат луѓето. Инаку кога ќе заврши музичкава програма во кампот, ќе имаме фестивалско кино на отворено, ќе даваме филмчиња, ќе си има таму и активности, така да полно исто. Да, имаме пред се имаме во склоп на кампот, имаме 3 спортски терени, значи има терен за тенис, терен за фудбал, терен за баскет. Ке имаме и некоја си натпреварувачка програма спортска и на мое големо задоволство, со многу љубов тоа го правиме посебно, значи имаме некои си 15 на граѓански организации од цела Македонија, кои што се занимаваат со различни дејности, од пермакултура до дебати, ќе дискутираме на различни теми, ќе имаме фестивалски весник, ќе се презентираат луѓе, ќе има изложби, ќе има читање поезија, значи таа, да речеме, граѓанска акција што ја правиме таму, таа ќе си биде на еден начин под програма сосема трета, која што ќе биде точно утврдена во колку часот што ќе се случува. Така да во кампов преку ден имаме еден куп активности од секакви сфери, ако сакаш. Картите се продаваат, не се продаваат, без кај се продаваат, Картите ги имаме во мрежата на МК Tickets, значи покриена ни е цела Македонија и вашите гледачи ако се интересираат за локациите каде се продаваат влезници, слободно нека идат на mktickets.mk каде што се пишува се до детали. Во основа секој град во Македонија ни е покриен. Сега влезниците за целиот фестивал, значи за сето ова што го набројав за 3 дена, вклучувајќи го и кампот, значи камп место чини 600 денари сега влезницата. Таа промо цена која што е онака, на некој начин и смешна, пошто продаваме фестивал каде што го имаме Ману Чао, денеска го објавивме и Вилкинсон, значи имаме сериозни звезди, а имаме цена како за не знам каков настан. Ама така сме решени да биде пристапен, да биде достапен на сите. Таа промо акција ни трае до 1 јули, значи влезниците фестивалски чинат 600 денари за
за сега до 1 јули, потоа ќе чинат 800 денари, што не е некоја катастрофална разлика. Така да достапни сме, нека си проверат луѓето на МК Tickets како најлесно да си набават карти, но секако можат и онлайн да купат, бидејќи сервисот го нуди тоа. Превозот до Иран, дали ќе имате организиран некој? Да, има организиран превоз од 10 града од Македонија. Значи покрај Скопје имаме акција во секој град посебно. Исто би ги насочил луѓето да си проверат на МК Tickets кај што ги пишува сите места по другиве градови каде што можат да се не само да се информираат, него да си ги набават картите. Фестивалот 3 дена ќе трае, храна, пијалоци, едно друго веројатно ќе биде задолжително да се набавува знатре од самиот фестивал. Во самиот камп ќе има се што им е потребно на посетителите, значи нема да ги оставиме на цедило така. Сакам за картите да додадам дека имаме една многу интересна акција 4+1 за студенти, значи луѓе кои што имаат легитимен индекс можат да се соберат петорица и да платат 4 карти со што добиваат 5 карта гратис. За на крај математиката да му дојде дека 480 денари ги чини билетите. Што идните изданија на фестивалот 3 дена пак ќе се врати на форматот еден ден? Знаеш, сега мислам дека тргна работа. Ние сме многу самоуверени во поглед на тоа како ќе го изведеме, значи организацијски сме комплетно подготвени. Се е утврдено, затворен е лајнапот, утврдена е дополнителната програма, веќе се зида кампот, значи веќе почнати сме со градба и мислам дека следната година намерно си поставуваме некоја повисока цел за до година да можеме уште поамбициозно да настапиме и да го развиваме во некој правец каде што еден ден би требало да биде фестивал една регионална приказна која што ќе привлече луѓе, пред се зашто до Иран има супер локација, близу е Грција, близу е Бугарија, така да се надевам дека ќе бидеме уште поголеми следната година. Следувачи главни хедлайнери освен Ману Чао? Че освен Ману Чао и Вилкинсон имаме Кирил Джајковски и TK Wonder, кој што извесно време не се представил пред македонскава публика. Ги имаме Бет Копи од Србија, ги имаме Фолтин, ги имаме Љубој на Брас Фентази, имаме еден куп имаме програма, имаме Баилца од Грција, значи Бла Бла Бла, PMG колектив, Новиот почеток, За исто од Србија. Но Вкупно изведувачи како бројка имате? Вкупно не можам да ти кажам зашто Само бројка, не 30 горе-долу. 30 со се другите два стејџа околу 30 групи. Зашто го одбравте до Иран? Дали фестивал стои за до Иран фестивал? И дали можеле да замислите на друга локација? Знаеш, ние имаме од до Иран во последниве неколку години си доживува експанзија самиот како град, како општина. Почна да привлекува многу туристи, посебно од тој југоисточен плански регион, ако сакаш официјално. Доиранското езеро е најполно од 60-та година, мислам дека не било пополно. Нуди многу потенцијал географски, како што кажав, значи климатски си е у медитерански појас. И главниот мотив во основа е во тој регион културно-уметничка програма или некаква си понуда за забава, луѓето немале нешто спектакуларно, не спектакуларно, него нешто пристојно низ годините, че ако го земеш тој цел регион, Гевгелија, Струмица и сите помали места наоколу, значи ние им приредуваме еден вид пакуваме понуда која што по квалитет е нешто што би го понудиле и во Скопје, ме разбираш, значи сакаме да им дадеме нешто кое што не го видели. И од секогаш наша амбиција била низ годиниве да
да пробаме да ја пркнеме таа понуда и таа сцена надвор од Скопје. Имаме, например, меѓу организации граѓански, имаме 3 одлични фестивали кои функционираат надвор од Скопје. Значи сите со поинаков карактер. Дел од фестивалот ќе бидат Акто од Битола, ќе бидат Дримон од Струга и Бош фестивал од Гевгелија. Значи на 3 различни позиции од Македонија, 3 одлични фестивали кои што таман им е тајмингот, они доаѓаат после Д фестивал и да се представат пред луѓето што како ќе прават, зашто очекуваме многу луѓе и зашто да не се искористи да се запознаат сите што се случува и надвор од Скопје. И никогаш не можеш да знаеш во овој период од продажбата конечно колку посетители ќе имаш, но со оглед на тоа, со оглед на извештаите кои што ги добиваме ние за продадени карти на самиот старт, сигналот е добар, толку можам да ти кажам, а не можам, има заинтересираност дефинитивно, не можам да ти кажам, не можам да проектирам колку луѓе ќе дојдат таму, ама секако очекуваме доста луѓе. Други бендови пројавија ли желба да учествуваат, а не сте во можност да ги примите и сте оставиле за во иднина можеби? Знаеш, да ти ја покажам сега саатницата како изгледа. Толку сме наполнети да сите имаат, да речеме, пак ќе употребам како зипувано време за настап. Тоа што го конструиравме ние како програма, излезе дека и премногу, значи премногу густо. Близко ли е плажата и што би им препорачал на луѓето што ќе дојдат на фестивал? Спроти паркингов Гранит, кај што ни е главната сцена, има, значи езерото е на некои си 50 на метри, а кампот е веднаш до кеот во Стар Дојран, така да и двете локации ни се многу близко до езерото. Супер позиции за да се освежат, зашто ќе биде на сред сезона. Предпоставуваме дека ќе биде топло. Што би им препорачал на луѓето? Не знам што би им препорачал, да се упатат на кај Дојран на 17-ти, тоест кампот го отвараме на 16-ти, кој му е за кампинг бујрум, имаме со сите нишани камп, значи има тоалети, тушеви, инфраструктура, соодветна се што е потребно да се истера еден камперски одмор, да речеме, од 4 дена. Би им препорачал да не пропуштаат ваква можност и секако да не го пропуштаат Ману Чаус, зашто Ману Чаус има некоја врска со Македонија и обожава да изрока. Тука мислам дека ќе се зборува отпосле за тоа што се случило во Дојран. Еколошката свест да се соверат. Ние не ни предпоставуваме, ние точно знаеме дека посетителиве ни се свесни млади луѓе кои што, знаеш, сепак ние добиваме еден парк кој што отиде знамет? Не, кој што имаме еден парк кој што е прекрасен со стари дрвја, со многу дебела сенка, сесија како што треба. И ако во некој случај се појават несовесни посетители кои што нема да се однесуваат, ние нема да ги искараме, него ќе им посочиме како треба да се пази на тоа кое што е стварно е убаво. Мислам, не знам дали вие имале прилика да го видите паркот во Дојран. Идеална позиција за камп и да има, мислам, несовесни, ние како организатори не помислуваме да оставиме таму некакво ѓубре или не боже. Да. И одлично е, мислам, викенд е фестивалот. Може да се упатите од каде сакате. Тоа е тоа. Се гледаме таму, па и вие ќе ни дојдете на крајот на краиштата, ќе бидете присутни таму, ќе им пренесете и на вашиве гледачи што како се случува на лице место.